Боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип забележа големи резултати на Опен Балкан, каде клубот предводен од тренерот Петре Чурлиновски беше победник на олимписки надежи. Тренерот е задоволен неговите боксери од прикажаната игра и од тоа како тие се представиле нова меѓународно надпреварување. Се оно што го поминавме и што го остваривме во 8-те кола во Лигата Опен Балкан Куп, во конкуренција каде нашите боксери со оглед на нивната возраст беа во групата на олимписки надежи, Опен Балкан, олимписки надежи, и таму го освоивме првото место, кое беше неизвестно до финалето, бидејќи до финалето, до почетокот на 8-то коло, завршното кое се одржа во Охрид, боксерскиот клуб Пинк Пантер беше на второто место со 22 бода, професионалци од Панчево беа на првото место и одма зад нас беа Константин, една од најјаките екипи и најорганизиран клуб од Србија со 20 бода. Меѓутоа, се смени во финалето со победата на Иса Бајрам и бодовите кои ги донесува Александар Панов, Марко Чурлинов и Мухамед Мемедов. Со победата на Иса Бајрам во последното 8 коло кое се одржа во Охрид, штипски Пинк Пантер избива на првото место и така станува победник на олимписки надежи на Опен Балкан. Ние избивме со 1 бод повеќе од Константин Лозница, додека Панчево професионалец остана на трето, од првото отиде на третото, ние од второто отидовме на првото и Константин за нас за 1 бод помалку со тоа што го зедовме и пекарот за најдобар клуб и прво место на олимписки надежи на Опен Балкан купот. И сметам дека тоа е голем резултат за овие млади боксери на Пинк Пантер, која представува Република Македонија. Боксер Иса Бајрам за Еднет телевизија истакна дека е задоволен од прикажаното на овие 8 кола. Задоволни сме од надпреварувањето. Добивме првото место. Имаше 8 кола што се одржи. Јас од 8-те кола имам 7 победи. Задоволен сум. Бајрам вели дека конкуренцијата била многу тешка, имало силни и квалитетни надпреварувачи, но за него ова е голем успех, мотив да продолжи војна да нижи големи успеси. На Опен Балкан учествува надпреварувачи од Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Романија.